Загадувањето на воздухот во Македонија е главен еколошки здравствен проблем. Аерозагадувањето ја чини државата околу 300 милиони евра годишно за здравствени услуги, а како последица од него годишно умираат над 1300 луѓе. Затоа сите ги следат и зборуваат за PM10 частичките со диаметар помал од 10 микрограми и PM2,5 частичките со диаметар помал од 2,5 микрограми. Микрочастичките може да продрат длабоко во белите дробови и крвните садови и на нив може да се прикачат загадувачи на воздухот кои се канцерогени. Докторите велат дека после децениската изложеност на загадувањето ги чувствуваме последиците од главоболки и општа непријатност до срцеви и белодробни заболувања, оштетување на нервниот систем, рак, па дури и предвремена смрт. Ние во геномот сето тоа подоцна ќе го осетиме како момент и факт дека ни се случува на нас. Ние до сега за 10 години никој не се потруди на некој начин да одговори или да ги истражува последиците од загадувањето. Ама апсолутно никој не се потруди да барем побара момент што се случува со самото загадување и во плацентата на мајките, и во белодробието на децата, како подоцна тоа ќе биде пренесено на идните генерации како генетски фактор, дали ќе имаат некој тригер фактор на отклучување на одредени заболувања кои што се јавуваат кај дечињата, и сработи кои што навистина ние како општество не ги разгледуваме 10 години. Беше сето тоа под вело на превес на тишина,